На подпишувањето на спогодбата присуствуваше и председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев, кој истакна дека од следниот месец средно медицинскиот кадар ќе добива дополнително по 1500 денари, докторите специјалисти на универзитетските интерни клиники ќе добиваат плюс 3756 денари, лекарите специјалисти во општите болници по 4060 денари, а на докторите специјалисти на универзитетските клиники за хируршки болести платата ќе им биде повисока за 4548 денари. Кога на оваа сума ќе се додаде зголемувањето на надоместокот за прекувремена работа, дежурства и ноќен труд, сигурен сум дека тоа во значителна мера ќе подобри положбата на сите работници во здравствениот систем. Со ова владата и Министерството го исполнуваат даденото ветување за подобрување на стандардот на здравствените работници, но во исто време го зголемуваат мотивот за работа на лекарите да бидат задоволни, бидејќи само така ќе го дадат најдоброто од себе и целосно ќе се посветат на грижата на своите пациенти. Премиерот најави дека од буџетот ќе има голема релокација на средствата за подобрување на условите за работа на медицинскиот персонал, лекарите и сите кои работат во здравството, секако и за севкупното подобрување на условите во здравствениот систем. За нас од владата ова е само почеток и се надеваме дека со перформансите на буџетот голема реалокација на средства ќе дојдат во подобрувањето на условите за работа на медицинскиот персонал, лекарите и сите што работат во здравството, но секако и за севкупно подобрување на условите во здравствениот систем. Сакам да им порачам на лекарите, но пред се на граѓаните, дека продолжуваме неуморно да работиме за да создадеме уште пофункционално и поефикасно здравство. Ќе создаваме здравствен систем по највисоки стандарди и ќе се доближиме до стандардите на развиените европски земји. Тоа е целта на оваа влада. И на овој пат за среќа не сме сами. Македонија добива поддршка, помош и подадена рака од сите земји партнери, секако најповеќе од Европската Унија. Грантовите и финансиската поддршка кои што и сега ги добива Македонија од фондовите на Унијата за развој, ќе се зголемат неколкукратно по зачленувањето на земјата во Европската Унија, вклучително за грантовите и фондовите наменети во здравството. Сето тоа ќе значи нови поголеми болници, повеќе средства во буџетите на болниците, повеќе пари за современи лекови, подобри здравствени услуги, а со тоа и многу позадоволни пациенти. Заев потенцира дека таргетот е плата за специјалистите 100.000 денари, зашто се потребни 22 до 23 милиони денари. Искаже верување и убедување дека тоа ќе се постигне. Желба е тоа да биде од 1 јануари, ако не, согласно перформансите и парите кои се на располагање во буџетот, првиот чекор би бил веројатно до 80.000 денари и веднаш на второ полугодие да стигнеме до 100.000 денари. Премиерот посочи дека тоа е со цел повеќе специјалисти да останат во државата и да не заминуваат. Се прави се работи на тие проблематики како да се донесат одлуките и тоа веќе до крајот на месецов, заради тоа што се подготвува буџетот за 2019 година. Министерот Филипче рече дека со подпишувањето на денешната спогодба се отвора формалниот пат за зголемување на платите на сите вработени во здравството. Со подпишувањето на денешната спогодба се отвара формалниот пат за зголемување на платите на сите вработени во здравството за 5%, односно зголемување на основицата за пресметување на плата за вработените во јавните здравствени установи од 12.654 денари на 13.286 денари. Зголемувањето ќе започне да се применува со исплатата на септемвриската плата и тоа значи реализација на уште една точка од програмата за работа на владата на Република Македонија. Тука би сакал да укажам дека пакетот потребни дополнителни буџетски средства за зголемување на износот на најниската плата за сите 19.123 вработени во јавните здравствени установи во Република Македонија изнесува 469.935.384 денари на годишно ниво, односно 39.161.282 денари на месечно ниво. Филипче изјави и дека повеќе месеци траат преговори со Сдруженијето на матични лекари и се евалуираат можностите како од идната година да им се излезе во пресрет и да се зголеми нивниот капитацијски бод. Председателот на самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита Љубиша Карамфиловски го поздрави подпишувањето на спогодбата што представува потврда за добар и успешен социјален диалог меѓу социјалните партнери. Самото подпишување на спогодбата за исплата на платите во здравствената дејност
Представува потврда за еден добар и успешен социјален диалог меѓу социјалните партнери, а за нас како синдикат уште поголема придобивка по основ на платите на нашите вработени. Најголемата придобивка во цела оваа една ситуација е исполнувањето на обврската на владата, тоест на обеќаното на владата по основ на ова покачување, а најбитното за нас како синдикат, бидејќи ова покачување се однесува за сите вработени во здравството. На средбата беше истакнато дека неодамна во првата фаза имало зголемување на примањата по основ на процентите на дежурствата на лекарите специјалисти за ноќен труд, како и корекција на коефициенти на специјалисти од санитарна.